Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тетовска луковица заживува и се развива, но жителите имаат поголеми потешкоти да стигнат до него. Последната делница од патот не е асфалтирана. Тетовци се загрижени за воените дејствија кои се одвиваат во Украина. Велат, во војна сите губиме. За 2 месеца санкционирани 430 возачи кои ги управувале возилата без возачка дозвола. Тетовска луковица некогаш имала само 26 куќи, а денес 75, со планови за изградба на уште неколку. Селото заживува и се развива, но жителите имаат големи потешкоти да стигнат до него. Последната делница од патот не е асфалтирана. Овде е местото кај што се двои за село Луковица 6 км, за Седварево 6 км. До Седварево има асфалт, до Луковица нема асфалт. Тука започнуваат маките на жителите на Луковица. Единственото село во општина Желино без асфалтен пат. Патот е земјен со нерамнини, песок и камења, па мора да возите многу бавно и внимателно. Последните 6 километри до селото Луковица патувавме дури 22 минути. Кога ќе поразговарате со лукојчани, ќе сватите дека за нив навистина ова е голем проблем. Дел од нив сакаат и постојано да живеат тука, но стравуваат дека во зимските месеци ќе бидат одсечени, како што тоа се случи на почетокот на февруари, или ако им затреба доктор или лекови. Тука пензионерите го наоѓаат мирот, но само во пролет и лето. Кој ќе те донесе по патот? Вчера дојдоме со колата ни натаму ни на. И затоа највеќе за патов. Инаку друго све е убаво овде, летно време милина. Има и такви за кои Луковица или Лукојца е постојан дом. Па така во родното село се одлучуваат да отворат свој бизнис. Има 3 помали фарми, а на повидок е и 4-та. Но на сите, земјениот пат им прави потешкоти. Кози имав 300. Сум ги преполал пола у Свети Николе, ви кажувам, другите овде сум ги оставил. И заради условите највише, иначе јас сакав до 500 да сакав друга фарма да правам. Мини фарма се спрема, пола е почната, не е уште довршена поради ситуација на патот. Тешко доаѓа камионот, дека многу е финансиски превоз. Се градат и конаци со план и за развој на селски туризам. А се развија туризмот дека многу е добро. Мислам за летно време вода имат, шума, сенки, колку сакаш. Местната заедница, односно здруженијето кое е формирано само иницијативно со средства на жителите, изработува проект за асфалтирање на патот, кој го дава на општината за таа да аплицира на светските фондови, но резултат досега нема. До сега имаме направено 3 пати проект и 3 пати ми го плаќаме. Никој не ни плаќа. Значи сами ми го плаќаме проектот. И 2000 година, и 74 година. И сега да речемо 2020 година. Тетовска Лукојца се наоѓа на 930 метри надморска височина, сместена на падините на Сувагора. Има 3 цркви, вкупно 75 куќи, со речиси 100 домаќинства и 45 постојани жители. Тетовци се загрижени за воените дејствија кои се одвиваат во Украина. Велат, во војна сите губиме, а ситуацијата ќе резултира со големи последици за нашиот регион, особено на економски план. Ситуацијата е лоша, ќе има последици за сите. Очекуваме голема економска криза. Сите сме загрижени. Ова се зборовите на тетовци во однос на воените дејствија во Украина, кои се одвиваат деновиве. Загриженоста и стравот се присутни во голема мера, а тетовци сметаат дека лошата ситуација најмногу ќе се одрази на економски план. Некои се надеваат и сметаат дека состојбата нема да ескалира и ќе биде ставена под контрола. Нормално дека сме загрижени. И дај Боже да се смират, да најдат заедничко решение, па тие ако патам и ние заедно, сите заедно. Какви последици мислите дека ќе има ова за светот? Па верувам дека ќе се најдат сили да ги смират. Верувам. Оти никој од тоа не добива.
Во 21 век насилство не се прифаќа. Не знам, дејче тешка работа. Тешка работа, ама Мислите ќе има економска криза? ќе има. Економска криза ќе има, а тоа очекамо ка ништо. Тоа е своје браченци тие, исто сви се руси тие. Ситуација не е добра за ние и за нас ние. Во која смисла? Економски мислите? Економски, финансиски, како сакате. Тоа е тоа. Сите се загрижени за оваа работа. Не само ние, високите. Тие ги одредуваат оваа работа. Тие ќе го стабилизираат. Рад не е убаво. За секоме не е убаво. Сака да се живи народот, не е вака да се уништуваат со такви бомби. Се со стрес народот живи. Како ќе биде утре, како ќе биде сутра или не е убава работа. Рад никој не ги пожелува. Ќе се смират тие. Ќе најдат решение. Само ние ќе трпиме мало. Овде ќе биде хаос. Која смисла? Лебо ќе се покачи, струјата ќе се покачи, криза ќе биде на све страни. Не само Русија, Украина, па ќе биде и овде кај нас бетер. Инаку денес започнаа преговорите помеѓу Русија и Украина на тлото на Белорусија со цел изнаоѓање решение за ситуацијата и прекин на војните дејствија. Најнови информации во однос на санкциите за Русија се дека националната валута рублја е на историски најниско ниво досега, а московската берза денес остана затворена. Министерството за надворешни работи ги повикува македонските граѓани во Русија да ги искористат комерцијалните летови, копнените и морските линии. Можен е целосен прекин на авиолиниите. Со оглед на одлуката на Европската Унија и други европски земји, вклучувајќи и Република Северна Македонија за затварање на европскиот воздушен простор за руските авиопревозници, апелираме нашите граѓани кои престојуваат на територијата на Руската Федерација да ги искористат се уште расположливите комерцијални летови, копнени и морски линии за напуштање на таа земја. Ваквото предупредување следува поради можноста да дојде до целосен прекин на авиолиниите од и кон Русија. Соодветно ги повикуваме сите државјани на Северна Македонија кои во престојниот период планираат посета на Руската Федерација да се воздржат од патувањата кон истата. Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија ги следи одблиску состојбите и е во постојана комуникација со нашите партнери и сојузници со кои на дневна основа разменуваме информации и анализи за актуелните состојби. За поддршка на државјаните на Северна Македонија кои моментално се наоѓаат во Руската Федерација стојат на располагање телефонските броеви на амбасадата. Дополнително, нашите државјани може да се обратат и во Министерството за надворешни работи на дежурниот телефонски број +389 75 273 732 и следната имејл адреса globalsos@mfa.gov.mk. Воедно ги известуваме сите наши граѓани кои се наоѓаат во или надвор од државата да ги следат и да се информираат само на официјалните канали на информирање кои доаѓаат од Министерството за надворешни работи, социјалните мрежи на Министерството и амбасадата на Република Северна Македонија во Москва. Министерството за надворешни работи ќе продолжи да ги следи состојбите во Русија и навремено ќе информира за евентуални дополнителни насоки за постапување на нашите државјани. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 20 часот и 15 минути во Тетовско непроштено полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 58 годишник, 25 годишник и 22 годишник и двајца малолетници на возраст од 16 години, сите од Тетовско селце, затоа што при нивен и при преглед на возилото со кое се превезувале била пронајдена марихуана и 2 ножа. По целосно расчистување и документирање на случајот против инволвираните ќе следуваат поднесоци по член 215 од Кривичниот законник за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и член 80 од Законот за оружје.
Вчера во 17 часот и 15 минути на улица Димо Гавровски кара во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 22-годишникот Тетово, кој претходно бил пријавен од 24-годишна жителка на Куманово, дека околу 16 часот по завршувањето на фудбалски надпревар ја навредувал и физички ја нападнал 24-годишната Кумановка која била фудбалерка на Тетовски клуб, но која не настапила на овој надпревар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 40 минути во Гостиварско Врапчиште лишиле од слобода 46-годишникот Тетовско Синичане, кој се обидел да изврши тешка кражба во објект на 53-годишник од ова село. По лишувањето кај него биле пронајдени и повеќе предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од претходно извршени кражби. Се расчистува и документира случајот пошто ќе следува соодветна пријава. Малолетникот Тетово заедно со неговата 39-годишна мајка вчера во 18 часот и 45 минути пријавиле дека 2 часа претходно на улица Илинденска во Тетово бил нападнат од друг малолетник кого го познавал, а кој бил со уште неколку малолетни лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Санкционирани 430 возачи кои ги управувале возилата без возачка дозвола. Бројката се однесува на првите 2 месеци од годинава. Во првите 2 месеци од оваа година, јануари и февруари, заклучно со денеска, на подрачјето на СВР Тетово, вкупно откриени со соодветни поднесоци санкционирани се 430 поединци, 332 од Тетово и 98 од Гостивар, односно возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и без возачка дозвола. Поголемиот број од санкционираните биле регистрирани во текот на минатиот месец. Претежно станува збор за возачи на возраст од 17 до 40 години, кои без возачки дозволи управувале сопствени или возила на други лица, најчесто од нивни најблиски или роднини. Сите веднаш биле исклучени од сообраќај и изготвени им се поднесоци, така што ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата изнесуваат 250 евра во денарска противредност, а парични глоби во тој износ ги очекуваат и сопствениците на возилата, кои им ги дале да ги управуваат, иако знаеле дека немаат положено возачки испит. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел посебно до младите, но и сите други, да не седнуваат зад волан без положен испит и да ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, зашто нивната необученост и неискуство можат да бидат причина за несакани сообраќајни проблеми, неретко и со најсериозни последици.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!